Сите компании што ќе донираат финансиски средства во спортот, а кои спортски клубови или поединци ги исполнуваат условите од Законот за спорт, може да користат даночни потикнувања. Даночните потикнувања се движат од 50% максимум, значи од 50% до 5% во зависност за кој вид на спорт или индивидуален спорт се работи. Во суштина, донираните средства се ослободуваат на тој начин што даночниот обврзник има право на намалување на данокот на добивка за целиот износ на донираните средства, но максимум до процентот пропишан во законот. Тоа значи дека ако даночниот обврзник има висока добивка, може да ги искористи и 100% донираните средства, односно на индиректен начин, наместо да го плаќа данокот на добивка во буџетот, може да го донира во спортот. Но треба да се внимава дали тие средства ќе влезат како 100% искористени во однос на максимално пропишаниот процент за правото на искористување. Доколку одреден даночен обврзник има финансиски резултат во билансот на успех 5 милиони денари, а донираните средства во спортот, да речеме во ракометен клуб, изнесува 100.000 денари. Значи, даночна основица ќе представува 5 милиони и 100.000 денари. Бидејќи во донирање на финансиски средства кај ракометните клубови изнесува намалување на пресметаниот данок од добивка за износот на дадената донација, но најмногу до 40%. Ако земеме да пресметаме дека даночната основица ќе се помножи со 10% со стапката за данок на добивка, тоа значи дека 510.000 представува пресметан данок на добивка. Ако пресметаниот данок на добивка од 510.000 го помножиме со 40%, односно со максимално дозволениот процент на даночно потикнување кај ракометните клубови, ќе произлезе дека максималното искористување изнесува 204.000 денари. Бидејќи во конкретниот случај даночниот обврзник донирал 100.000 средства, тоа значи дека во овој случај ќе бидат искористени 100% донираните средства како намалување на пресметаниот данок на добивка. Затоа што треба да си помагаме меѓусебно. Спортот ни е главен амбасадор и во европски и во светски рамки. И спортистите треба да ги негуваме и да им помагаме. Сепак бизнес заедницата сметам дека треба да биде во тесна корелација со спортот и спортските работници и тоа да се развива и понатаму. Ако си ја сакаме државата, ќе мора да помагаме и во спортот, и во културата, и сите други јавни дејности. Суштината на овој закон што се предлага преку пат на ваучери, да дел од данокот на добивка што треба да го платат компаниите, еден дел плаќаат на спортските клубови. Значи тие ништо не губат, ниту само сакаат, имаат желба, ако имаат желба да им помогнат на клубовите и на спортските клубови и на спортистите поединечно, само нивна е желбата да одделување на еден дел од данокот на добивка, од тој данок 40 или 50% во зависност од кој спорт е, и мислам дека голем дел од компаниите тоа го прават, им помагаат на спортистите.